Жители на кумановските села Љубодрак, Уминдол и Новосело со земјоделска механизација делумно го блокираа стариот пат Куманово-Скопје. Тие се револтирани од надлежните кои сакаат да им ги уништат, како што велат, и здравите свињи поради африканската чума. Тврдат дека во Љубодрак е регистриран позитивен случај само на една фарма. Обвинуваат и дека се подметнуваат позитивни решенија. Бараат средба со представници на Министерството за земјоделство и Агенцијата за храна и ветеринарство да им објаснат зошто се уништува целиот фонд од над 300 свињи. Најавуваат порадикални мерки и целосни блокади. Пред месец дена имаше акција, тамо зима сва крв од свињи и се требате. Никакви резултати нема, кај еден човек се не тие одма ги уништива, а сега сакат сите свињи да ги уништат. Не се прашува дека оваа село од тоа живе, од сточарство и од земјоделие. Ако уништива тие, краве уништива, овце уништива, што ќе работи тој народ бе? Што ќе работи? И тој што го произвел земјоделие, например, произвеа пшеница, ечмен, мумурус за тие свињи. И сега кој и утре нема ни земјоделство да функционира. Ништо нема да функционира. И затоа ние да видиме некој да искочи, никој од нити од Агенција за ветеринарство и за храна, нити од Министерство не дојде да каже што е и како е. 180 куќи у Љубодрак, секој да чува по една свиња, 180 свињи се, а не само по една, има чуват луѓе и мини фарми имат, и фарми имат, и све да се уништи. На мој комшија 50 и кусур прасци, 15 свињи тамо уништени, али добро, тој ми не сме за тоа. Ако има болест, нема проблем, нека нека уништат. Ама они сега негативни свињи, они сакат да ги уништат. Ништо ако немаме никаков одговор, мерки понатаму порадикални. Значи секој ден. Сега може да проваѓаат луѓе, али од утре секој ден по 2 часа ќе биде тотално затворен пат. Па состојба кај нас као Божемски сега нема ништо за Уминдол, само за Љубодрак и за Конјаре. Ама ние во тоа не веруваме, да ви кажам поштено, пошто на нас ние тоа е екзистенција, тоа не е, во тоа живиме на некој начин тука и сега тие сакат тотално да не уништат. И сега не знам што мислат и што планират. Стварно не ми е јасно. Пример, тие што се болни, нема проблем, ние не се буниме. Значи, тие се болни и нека ги уништат слободно. Не може сега моја болна, нивна неболна и нивна да се уништи. Зошто да се уништи? Вика, Пенкало, еве ти подпиши. Што подпишују? Подпиши дека су ти позитивни, бегај дома коле. Ја му га фрли Пенкало и се тргна. Не подпишују. Дај ми лист дека су ми свиња негативне. Свиња су ни стигнале резултати дека су негативни. А он ме тера да подпишу дека е позитивни, бегај дома коле. Не ги колјам и не ти подпишују. Твој проблем, вика. Како мој проблем? Проблем е на сви овие села, не само мој проблем. Срамота. Прасти сам оставила 11, што сам ги целу годину чекала тој свињу да го изчувам. Саката го чувам и муж ми оперисан болан. Што ги ранимо и чувамо. И ја морам да го заколјам тој свињу и како колјај го. Ако не го чувам, нема што да једу зимовски. Не е у питање пара, ја иду смрдливо место да купујам и кобасици при своју муку, што сам цело лето копала, чувала, изчувала и да немам да го изчувам да го заколјам. И прасти, што ќе ги работу сега? Да ги даду на тие што су наредиле овој. Дали е дошле некој да не пита? Ми воду носиме од Куманово балончиња. И на тие свиње што сипуемо бунари, што имамо наши бунари, сипуемо само на свиње, а ми луѓе идеме у град за воду. Не дојде никој да го интересира дали треба вода, дали треба канализација, дали имате што да едете, дали сте болни, дали што. Никој не дојде. Само дојдевка треба да гласамо фотељаши. И тие неки што мора да иде, што му нареди, ели ќе работи, идеш како ви што сте дошли, ели ќе ти серамо од работу и толку душе треба да се подпишев да ја бидну фотељаш, а ти после поново ќе идеш по улице. Никој до сега не е дошја. А сега дошја, дај ми 200 денара да зему крв, изволите укочени. Зема 200 денара и за другу 200 денара. Плати, резултат негативен. Зашто ја да го колјам тој свињу? Кажамо име, презиме, твое свиње со здраве, може слободно да си колјеш. Тој беше у петак. У понеделник веќе се изјавља свиње ќе се ниште болне. Како може како ти е име, презиме, кажамо име, презиме, Паско Витомир, питуе може ли свиње да се колје, како е стање позитивне, негативне. Негативне слободно коли. Како може се од петак до понеделник болне свиње? Менја се. Не е тоа решение. Значи не е решение тоа. Ама и земјоделие се уништуе. Зашто овој народ да сади и да се... Африканска чума, значи,
kad ќе заболи животиња, умира. Наше свиње ниедна не умреше. Значи здраве свиње, резултати може да ги наштима како сака. У њима пенкало, у њима лист, може да напише што сака, ви како сака. Значи, начекаше га селјака овдека, ово е унапредување на земјоделие, значи унапредуе га субвенцију, ви како ми га даде жито за 20 денара, ке ти га зему, пошто 300 грама леп ќе га платиш 60 денара, 3 кила жито ќе ти зему, едно векно леп од 300 грама ќе земеш, порано док е било држава, док е имало власт, док е имало свест у људи, кај имало даваја се 3 кила сунчуглед за литар зејтин. Сак зејтин би на дијамант, не злато, дијамант. Сакам ли да ги седи сви млади како што ти иде од странство и да плачу сваќата? Може да ги седи, звите. Има ли одека спас за живот? Нека каже некој. Зашто иде во странство деца? Зашто иде во странство деца? Зашто плача мајке и татковци? По што да живимо? Треба да ги седи свите три села, нема никој млад овдека виш. Еве, не чувам свињу 10 години. Искочила сам, мора да потржавам све. Можда ќе чувам од јутре. И треба да чувам. Тако ли е? А не да едемо скапени меса, сакшо ќе ги продава таму од овие свиње, да ги уништив, значи они ги голјав и ќе ги продава с повисоке цене. Тако ли е? Од Сточарско-ветеринарниот центар во Куманово демантираа дека жителите се принудени да потпишуваат позитивни решенија. Значи ние не донасаме одлуки, него ги извршуваме одлуките од страна на ветераните услуги со кои сме задолжени према Агенцијата за храна и ветерина. Првиот интерес е да ги сочуваме здравјето на луѓето и можноста да не се прошири болеста во пошироки региони. За сето тоа, одлуки донесува соодветното тело во Агенција за храна и ветерина и ние тука само постапуваме по таа одлука. Значи да, донесени се решенија, ама не од страна на ветеринарно-сточарски центар, него од страна на Агенција за храна и ветерина и ние по тие решенија треба да постапиме нормално во согласност со луѓето кои имаат животни во тоа село. Дел од инспекторите беа на лице место на терен во село Љубодрак, каде што во секој двор е дадено решение за потпишување. Нормално дека сега ние сме здружени и со луѓето кои чуваат животни и со Агенцијата за храна и ветерина и ние сме тука како посредници и треба да бидеме секогаш во интерес на здравјето на животните, на здравјето на луѓето, да соработуваме со двете страни. Ние сме тука посредници кои ги повржуваме, пошто ги знаеме сите фарми каде што ја се чуваат животни, значи да ги повржеме инспекцијскиот тим со чувателите на фармските животни. И мислам дека на лице место е одено, меѓутоа за тоа не можам јас да дадам изјава, тоа ќе даде инспекцијскиот дел при Агенција на храна и ветерина во Куманово. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираа дека еутаназија на свињите со нештетно отстранување ќе се спроведе само во Љубодрак, кој е во заштитна зона од 3 километри. Во Уминдол и Ново село засега не се спроведуваат активности, но ќе има мерки со можност за економско искористување на свињите. Болеста во Кумановскиот регион досега е потврдена во Долно Којнаре, Арбанашко и Љубодрак.